slože ruke mlade u brigade, mladost gradi, pjesma leti, kad odrasteš, to se sjeti. Mi smo mladi, jedno srce u brigadi, sve nas nosi ista rijeka, prva ljubav tu nas čeka. Mi smo mladi, jedno srce u brigadi, sve nas nosi ista rijeka, prva ljubav tu nas čeka. Драги бригаdiriki и бригадири, здраво! Јас како градоначалник во општина Газивово и како ваш домаќин овде на оваа територија, со посебен горд затоа што навистина нашите спомени за Скопје 63-та и денеска 2018 после 55 години има голема символика. Возот кој што стигна од Белград со Вајлево, кој што ги донесе 100 бригадири од Словенија, Хрватска, Србија, Босна, Македонија тука заедно со вас. Многу ми е драго што ги има од сите градови. Многу ми е драго што доброволното младинско работно ангажирање во Македонија и во бившите југословенски простори не замрело. Се сеќаваме на овоите работи од работните акции кои што Македонија навистина ги имало во изминатиот период. 1947 година Моноспитово е првата работна акција во одводнување на каналите во делот на Струмичка. 1948 година, а сега веќе 70 години од првата хидроцентрала во Маврово. Имаме навистина голем јубилеј. Имаме Плачковица, Мариово, Стрежево, Катланово, бројни илјадници километри од автопат, од она што се направени као каналски мрежи и системи. Навистина сум горд затоа што Скопје, Македонија, ви се заблагодарува од се срце. Сакам да упатам навистина голема благодарност и до Македонска железница и железницата на Србија што го прифатија предизвикот и да ова го оствариме заедно. Символиката навистина денеска вреди. Вреди затоа што во 1963 година токму Југословенската народна армија и бригадирите беа кои што први стигнаа со истиот овој воз на 27. Тие беа првите кои што помогнаа во разрушеното Скопје. Ова денес не би било ако не беше солидарноста на целиот свет, вклучувајќи ги сите бивши југословенски републики во тоа време. Скопје издигна и памети дека навистина бригадирите и доброволното младинско ангажирање представува наша голема вредност и одговорност истовремено. Говорам вредност затоа што гледајќи ги овие млади дечиња кои што се сега во вашите редови, ги има и повозрастните во години, навистина представува добар пример како понатаму јас како градоначалник и сите други кои што треба да го пратат овој дел на невладино организирање. Велам невладино затоа што ова е непрофитабилна граѓанска организација и граѓански здруженија. Гор сум затоа што во Македонија има такви 3, акцијашите едни се од во Скопје кои што навистина предничат во градот Скопје. Тука се нашите драги пријатели Брег на младоста од Охрид и акцијашите од Куманово. Навистина тоа се 3 добри здруженија кои што даваат добар пример во новите проекти во делот на заштита на човековата околина и различни нивни проекти во елементарни спасувања. Да не должам. Гор сум затоа што јас како бивш командант и човек кој што има позади себе 12 сојузни младински работни акции, сум дел од вас. Сите понатомошни ваши активности и проекти максимално заедно со мојот тим, со моите луѓе ќе ги поддржуваме. Сметете дека јас сум едниот од вас. Благодарам. Со ова сакам да ја прогласам работната акција Скопје на дланки 2018 година затворена. Ви пожелавам многу успешни работни
активности и истовремено до 29. имаме да прославиме уште 2 јубилеја, кои што освен овој од 55 години, 70 години во петок би требало да одиме во делот на Маврово да дадеме почит према акцијашите во тоа време, а во сабота имаме 40 години од автопатот Братство единство. Сите сме дел од активностите на доброволното младинско работно ангажирање во Македонија. Акцијата може да почне и ја прогласувам за отворена. Ви благодарам на сите. Македонско девојче, хитка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет убаво девојче од Македонче? Нема и неќе се роди убаво девојче од Македонче. Кога коси расплете како коврина, лична е и полична од самовила. Дали има на овој бели свет убаво девојче од Македонче? Нема и неќе се роди